Помина 2,5 дена од ноќното рушење на музеот црква на Скопското Кале. Очекувавме дека премиерот Груевски веднаш ќе ги превземе сите соодветни мерки за расчистување на овој скандал и утврдување на кривична и политичка одговорност за сите инволвирани лица. За жал, наместо функционирање на правната држава, во Македонија функционираат само пазарите меѓу Груевски и Ахмети. За нив нема закон, нема полиција, за нив не постојат ниту суд, ниту политичка одговорност. Груевски и Ахмети преку ден заедно отвараат чешми и болници, а навечер заедно рушат. Ваквото неодговорно однесување денес резултираше со уште еден поголем меѓуетнички инцидент. Уште една се потврди дека Груевски нема капацитет да ги менеджира меѓуетничките односи во Република Македонија. Затоа, наместо да се однесува по принципот баш ми е гајле и како ништо да не се случува, да се појавува на партиски настани на ВМРО ДПМН, после денешниот тежок инцидент, логично е, без пазарења, прво, веднаш да ги разреши од функциите министерката и заменик министерот за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, затоа што уште еднаш не си ја заврши својата работа и не ги превзема соодветните безбедносни мерки за да го спречи денешниот тежок инцидент. Джеват Бучи, затоа што беше директен учесник во ноќното рушење и во денешниот инцидент. Второ, веднаш да го смени Паско Кузман од директорската функција во управата за заштита на културно наследство, кој мора да понесе одговорност за своите постапки. Трето, премиерот Груевски мора веднаш да стави мораториум за изградба на сите објекти кои предизвикуваат меѓуетнички тензии и верска нетрпеливост, а кои владата ги гради со буџетски средства. Ако премиерот Груевски не ги превземе сите овие чекори, ќе потврди дека свесно создава меѓуетнички тензии за да го отрне вниманието на јавноста од економскиот пустош, сиромаштијата и криминалот и корупцијата кои царува во сите владини ресори.